Почитувани организатори на конференцијата, мои колешки, мои колеги, соработници, пријатели, мои најпочитувани медицински сестри од сите балкански земји. Дозволете ми пред се да се заблагодарам на можноста да ви се опратам на третата конференција на Балканската асоцијација на медицински сестри, која што е под наслов "Вистинско време за придвижување на промените во сестринството". Воедно дозволете ми да ви се извинам. Бев спречен од можноста да присуствувам лично на вашата конференција поради ангажман кој што го имам со Светската здравствена организација. А искрено се надевав дека ќе бидам денес со вас таму во Сараево, во Босна и Херцеговина, од каде и моето потекло, но за жал околностите не ми дозволија. Драги мои пријатели, време е за промени, но има тешки предизвици кои што се резултат на дефицит на здравствена работна сила и кои во комбинација со се повеќе јасното старење на населението бараат посовремени и поамбициозни агенди. Од клучно значење е да се усогласат здравствените услуги со потребите на населението и да се обезбеди подобра исплатливост на услугите. За да се постигне ова, здравствениот систем треба да обезбеди интегрирани здравствени услуги кои ги следат приоритетите и потребите на пациентите. А кога зборувам за интегрирање, под тоа подразбирам целосно професионално интегрирање на медицинските сестри во сервисот за здравствени услуги. Успешната трансформација на здравствениот систем бара промени. Или како што велите вие, ова е вистинско време за промени. А клучната промена за воспоставување на еден ефикасен здравствен систем е градење на човечки ресурси во здравството. Со овакво позиционирање, здравствениот систем може да обезбеди подобар пристап до здравствени услуги и да го подобри целокупното здравје на населението. Дополнително, може да помогне во решавањето на тековните предизвици, на дефицитот на здравствена работна сила, што е од суштинско значење за иднината на здравствената заштита. Здравствените работници се здравствениот систем. Медицинските сестри во Македонија го имаат апсолутното право да се наречат здравствени работници. А како експерт од областа на човечки ресурси во здравството, дозволете ми да додадам. Медицинските сестри се најважниот профил на здравствени работници и тоа било од секогаш така и за секогаш ќе остане така. Ангажирањето, вклучувањето на медицинските сестри, создавањето на позитивна култура на работното место, поддршката во нивниот напредок, во кариерата, да се обезбеди обука, да се обезбеди безбедност и самостојност на медицинските сестри, се политики кои што мора да се применат веднаш. Се соочуваме со многу предизвици, со недостиг, со исцрпеност на вработените, со зголемена потреба од квалификувани здравствени работници. За да се надминат овие предизвици, треба да се развијат иновативни и внимателно промислени програми и политики. Ова е правото време за промени. Ова е времето кога и ние во Македонија ќе испишеме и ќе сведочиме историја, затоа што ова е времето во кое ние конечно дефинитивно ќе го донесеме и законот за сестринство. И сестрите, согласно овој закон, ќе бидат јавно признаена и јавно почитувана професија и сестрите ќе бидат законски дел од семејството на здравствените работници. Мене ми е исклучително драго што Сдруженијето на македонски сестри, медицински сестри од Македонија, рамноправно седи со вас и дискутира и одлучува за иднината на сестрите на Балканот. Но исто така ми е уште повеќе драго што нашето македонско здружение го негува историјатот на сестрите. Вела дека луѓето што не го знаат своето минато, историја, потекло и култура, се како дрво без корен. Знам дека сите ги познавате Флоренс Најтингејл, Доротеа Дикс, Клара Бартон и нашата македонка Славјанка Влахчева, но дозволете ми денес со вас да споделам кратка приказна за една медицинска сестра наречена Теодора Влахос, родена во Мојнеш, Романија, која по завршувањето на средното медицинско училиште во 1971 година почнала да работи во итната медицинска помош, каде што останала да работи до своето пензионирање.